Доктор Роман Букачевски не ја видел својата братучетка Оксана 24 години. Тие си имаат фотографирано заедно во близина на статуата на украинскиот поет Тарас Шевченко од центарот на Лавов. Наша родина тут була 25 років тому. І тепер з нема з тобою. Букачевски е син на украински имигранти кои ја напуштиле својата држава по Втората светска војна. Тој е пластичен хирург од Калифорнија, но ја напуштил својата приватна клиника за да ја посети Украина по инвазијата на Русија. Ова е само втор пат тој да биде во земјата. Я вже 30... Работам веќе 31 година. Имам приватна ординација. Ме праша дали сум видел такви повреди порано. Одговорот е не, бидејќи во Америка нема војна. За доктор Стивен Ортен, ова е четврто патување во Украина од почетокот на руската инвазија во февруари 2022 година, а тој веќе има планирано уште 2 патувања во 2023 година. The trauma that we're seeing is unique to us. Траумата што ја видовме е нова за нас. Сме виделе помали случаи на траума, можеби истрел од пиштол во лице, но овде видовме експлозиви со голема брзина. Тие предизвикуваат голема штета. Букачевски пристигнал во Лавов со уште 8 пластични хирурзи од САД, од кои тројца се со украинско потекло. Ортен исто така го убедил доктор Джеймс Уен да го придружува. Тој е еден од најдобрите хирурзи за уво, нос и грло во САД. Тој беше еден од личните лекари на поранешниот председател Бил Клинтон за време на неговата администрација. And this was an opportunity to come and Ова беше можност да дојдам и да помогнам без да бидам во голема опасност. Многу од моето семејство, пријатели и пациенти ми рекоа да не одам во Украина, оти им требам таму. Но јас мислам дека им требам повеќе во Украина. Американските хирурзи извршиле операција на 15 деца со тешки изгореници и дефекти на лицето за време на еднонеделен престој. На 3-годишниот Ростислав му била потребна итна пластична операција на прстот по изгореница и малтретирање. Пред 8 месеци тој го загубил својот татко во оваа војна. Тој не свати дека татко му е во војна. Му кажавме дека заминал на работа. Дозна дури подоцна кога го донесоа телото. Беше тешко. And one of the fathers of plastic surgery says, Еден од татковците на пластичната хирургија рече: науката за уништување е многу понапред од науката за лекување. Но исцелувањето трае вечно. Сите се надеваат дека оваа војна наскоро ќе заврши.